Теарце беше една од општините од Тетовско каде имаше најмал број на заразени со COVID-19, но последниве денови во оваа рурална општина постојано растеше бројот на позитивни случаи. Градоначалникот на општина Теарци се насани, вели дека новозаразените се резултат на големите собери на погреби последниве неколку дена. Мене сестрата ми починала пред еден месец во Швајцарска, а таа беше од 2017 од диабетот, лежеше во болница, а пред месец ден ми почина и на погреб. Знаете обичаите, не дозволив да се групират луѓето и не отворивме врата за сучество поради коронавирусот. Значи сме примале сучество преку телефонот и затоа би апелирал во ова состојба, во ова ситуација, во ова време, да бидеме внимателни и да не се групирамо, бидејќи не е игра, не е шала. Вице-премиерот Бујар Османи вели дека граѓаните треба да внимаваат на самите себе си, да ги почитуваат заштитните мерки и да не очекуваат институциите дека целосно ќе спречат заразата. Не може ниту еден полицаец да влезе во вашите домови и да контролира колку луѓе се собирате или дали ставате маска. Или пак ако ве сопре на улица, може ќе ја ставите маската во тој момент за да после 10 минути ја тргнете, освен ако не работи полицаецот во вас. Освен ако не работи стравот во вас дека со едно тргање на мерките за заштита, вие ги загрозувате вашите деца, ги загрозувате вашите родители. Ги отфрлувам ставовите дека умираат само стари луѓе. Прво и да умираат стари луѓе. Тие стари луѓе се наши родители. Тоа се наши родители кои што ги загрозуваме ние со едно пиење кафе некаде каде што не се почитуваат мерките. Но не, умираат и помлади луѓе, умираат и деца, да, умираат тие што имаат други болести. Меѓутоа, кој од нас нема некоја друга болест за да ја забрза инфекцијата? Новозаразените пациенти се од повеќе села од општина Теарце.